Парам пам пам пам. Здраво, другарчиња. Јас сум учителка Жане и сега ќе ви раскажам шумската приказна за коронавирусот. Пред да почнеме со раскажување, јас сакам малку подобро да се наместам, а можете и вие заедно со мене да го направите истото. Седнете си долу, скрштете ги нозете и исправете го грбчето. Може да се фатите за коленцата, за да поубаво го исправите грбот. Така, подготвени сме, можеме да одиме понатам. Шумската приказна за коронавирусот е сликовница. И сега вие овде ја гледате првата страна од сликовницата, насловната страна. Сакам да се подсетиме што се содржи една сликовница. Вака, значи, сликовницата има текст кој што го пишува писател, има слики кои што се викаат илустрации и нив ги подготвува илустраторот. Оваа приказна ја напиша писателката Ивана Мијуца, а илустрациите ги подготви Билјана Михајловиќ. Заедно со пролета и Штркот пристигна во својата летна резиденција, во барата на среде шума. Неговите шумски другари се воодушевија кога го пречекаа, но овој пат не се гушкаа и не се ракуваа. Другари, на патот до дома поминав низ разни предели. Насекаде видов дека се шири вирус кој се нарекува коронавирус, рече Штркот. Дали е ова како кога јас имав кивавица? Праша лавот. Супата која ми ја направи желката баш ми помогна тогаш. Постојат многу вируси по светот. Велат дека ова е нов вирус и дека никој од нас не е отпорен на него. Мораме да се заштитиме, зашто сега супа не е доволна да не излечи. Ја започна приказната Штркот. Најзагрозени се постарите. Желко, те молам, ти посебно да се чуваш. Но за да ја заштитиме нашата Желка и ние останатите треба да бидеме здрави. Шумските другари се договорија дека нема повеќе да се собираат на игралиште и нема да одат во маркетите. На неопределено време им беше овој договор. Од своите домови ќе излегуваат само кога ќе треба да се снабдат со храна и нема да се поздравуваат со ракување. Новиот вирус се раширил насекаде по светот. Може да се случи да стигне дури и до северниот пол. Се пренесува брзо и лесно. Другарите не сакаат да се разболат или пак да го пренесат вирусот на своите блиски. Најважно е редовно да се мијат рацете и да не се допира лицето. Ама на лавот баш никогаш не ги мие рацете и со тоа го загрозува своето здравје и здравјето на своите сакани. Лаво, вака, веќе нема да може, заради себе и заради сите нас вети дека од денес ќе почнеш да користиш сапун, го убедуваше глувчето. После ветувањето Лавот за прв пат ги изми рацете со сапун, под надзор и насоки од другарите. И вети дека ќе ги мие редовно, ќе ги мие рацете често и долго, затоа што се препорачува да се мијат 20 секунди. И тука се појави проблем. Лавот не знае да брои до 20, туку само до 2. Глушецот нема да оди на училиште, но тоа нема да го спречи нешто да научи. Глушецот е шумскиот сезнајко. Тој дури знае и како се носи маска. Умниот глушец си одбра книги и сликовници кои ќе ги чита во периодот додека седи дома. Јас не сакам да носам маска, не ми стои убаво, рече лисицата. Лиске, вирусот не бира по убавина, сега маската е задолжителна, мисли на сите нас, се сложија животните. Штркот, кој е вработен во спа центарот, сега нема да има многу работа. Одлучи во наредниот период да зјапа во барата. Желката ќе се забавува правејќи пита од јаболки. Таа е супер готвачка.
Во книгата од незината баба има разни рецепти за пити, за супи, за мармалади, облоги и многу домашни рецепти за симнување температура или пак за смирување на болките. Ама во таа книга ништо не пишува за коронавирусот. Изгледа дека баба и не го познавала тој вирус. Не знае ни таа како тој вирус се лечи и затоа ќе мора да почитува се што е кажано, а тоа значи дека возрастните не треба да излегуваат од своите домови. За Желката ќе се грижи и ќе ја надгледува лисицата, нормално, со маска на лицето и ќе носи се што и треба. Зајакот објави дека ќе ги подкаструва грмушките околу својот дом. И така се чинеше дека се е договорено. Животните се разотидоа од шумскиот плоштад и додека се оддалечуваа се поздравија само со мафтање. Знаеа дека е подобро да бидат дисциплинирани, зашто само така вирусот ќе помине покрај нив и нема да се разболат. А кога епидемијата ќе си замине, нормално на игрите ќе нема крај. Лавот остана сам на шумскиот плоштад. Додека брзаа да се организираат, тој не смисли што ќе прави сам без своите другари. Тоа го забележа лисицата и од далечина му довикна: Лаву, искористи го овој период и научи да броиш до 20. Чао, Лаву! Ја слушнаа сите во шумата и како и секогаш низ шумата се рашири смеа. Другарчиња, верувам дека ви се допадна оваа сликовница и оваа приказна што ја раскажавте. Сега сакам, заедно со мене, да се потсетите кои беа ликовите од оваа приказна. И јас ке размислувам, исто и вие, па после ќе провериме дали точно сме се потсетиле. Да, имаше и уште еден. Мислам дека знам. Сигурно знаете и вие. Ајде сега да провериме кои беа ликови од приказната. Глувчето Сезнајко, што сака многу да учи. Штркот, кој што дојде од далечните краишта и ја донесе веста. Зајчето, вредното зајче кое што сака многу да работи. Тука е и Лиска која многу внимава на својот изглед. Еве го и Лавот кој што никогаш до сега не ги измил рацете и кој што не знае да брои повеќе од 2. И Желката е најстариот член во шумата. И она е супер готвачка, ги прави најдобрите јадења. Браво, другарчиња! И вие, исто како мене, убаво се сеќавате и убаво знаете кои ликови се од приказната. Сега сакам заедно да видиме што разбравме од оваа приказна. Најважно е дека другарите сватија дека треба да седат дома, затоа што само така ќе може да се заштитат од вирусот кој што сега е нов и се уште не го познаваме. Сега заедно ќе ги поминеме сите ликови и ќе им пратиме по некоја порака. Еве го Лавот. Лавот кој што не ги мие рацете, меѓутоа сега вети. И на Лавот ќе му порачаме: ми ги рацете редовно, Лавчо, затоа што кога твоите рачиња се валкани, прстињата не се срекни. Ама кога ќе ги намачкаме со сапунче, веќе се подобро расположени. Тогаш, кога ги миеме со чиста водичка и го испираме сапунчето, рачињата веќе се радосни. И на крај, среќата на прстињата нема крај, кога ќе бидат избришани со чисто и суво пешкирче. Лавчео, немој да заборавиш редовно да ги миеш рацете. Желката готвачка. Еве овде едно тенџере нацртано слично како на Желката.
Другарчиња, јас сега ќе ве замолам да си земете еден лист од вашиот блог, ќе ве почекам, и на него да го нацртате ова тенџере, или вие како што си го замислувате. Зошто? Затоа што во тенџерето ќе подготвиме највкусната супа, која што е многу здрава за нас. Во супата можеме да ставиме пиперка. Во тенџерето можете да си нацртате пиперка, една убава, вкусна, крцкава, зелена пиперка. Брокула обавезно, полна со минерали и витамини. Внатре може да нацртате и кромиче. Без морковче не ја бива супата. Може да нацртате и компирче, сецкано, лупено компирче, њами. Кој сака, може во супата да има и карфиол. И секако пашканат и целер. Вака ќе си ја подготвите својата супа на листот од блокче. Можете да цртате со дрвени боички, со фломастери, со восочни боички, со што сакате. И да не заборавиме, треба да се храниме здраво, затоа што само така можеме убаво да растеме и да се развиеме. И секако да се заштитиме од сите болести. Одиме понатаму. Лиска, ева лиска, која што многу внимава на себе и тоа како се облекува. А овде ја имаме маската на лиска. Сега сакам да ја помогнеме на лиска да ја направиме уште една маска, исто шарена како и претходната што ја има. Затоа што носењето заштитна маска е исто така многу важно за да не се разболеме. Сега оваа маска ќе ја декорираме со цвечиња. Да видиме дали ќе биде иста како на лиска. Во првиот ред ставаме едно цвече. Во вториот ред ставаме едно и уште едно цвече. Во третиот ред ставаме едно, уште едно и уште едно цвече. И во четвртиот ред ставаме едно, уште едно и уште едно цвече. Другарчиња, сега заедно со мене сакам да видиме колку реда има оваа маска. Да ги изброиме. 1, 2, 3, 4. И сега ќе видиме во секој ред по колку цвечиња има. Во првиот ред има едно цвече. Во вториот ред има едно, две цвечиња. Така е, браво другарчиња. Во третиот ред има едно, две, три цвечиња. И во четвртиот ред има едно, две, три, четири. Браво другарчиња, знаев дека знаете да броите. А ти, Лиска, и понатаму носија твојата заштитна маска. Одиме понатаму. Со кого се дружиме сега? Да, еве го Штркот. Штркот, да се подсетиме, кој што работи во спа центарот и кој што сега нема работа и се досадува. Ајде сега заедно да му предложиме што би можел Штркот да прави додека седи и зјапа во барата. Јас предлагам да му кажеме на Штркот да почне да вешба. Еве вака, да стои на една нога со расширени крилја. И така вежбајки може он да ги научи и жабите да вежбаат како него. Што мислите, другарчиња, би можела ли жабата да застане вака на една нога со расширени рачиња? Не знам, и јас се прашувам, а дали вие може да направите така како што прави Штркот? Ајде да пробате. Значи, застанете исправени, подигнете ја малку едната нога, внимавајте на рамнотежата и полека расширете ги рачињата до одредено ниво.
Браво! Верувам дека ќе успеете. А жабите може да го научат нешто пак штркот. Може штркот да научи да скока како жабите. Другарчиња, а вие? Можете и вие како жабчето со рацете и со нозете да скокнете. Кога ќе заврши оваа приказна, сакам да ми ветите дека дома ќе направите вакви скокови како жабата. Договорено? Што уште би можел да прави штркот, како да вежба? Па секако, да лета, да не заборави да лета, затоа што јачината и силината на неговите крила се многу важни, а можете исто и вие со рачињата да ги подигнете нагоре и надолу, малку да ги извежбате и рачињата. Не отиде штркот, одлета. Кој е наред? Глувчето! Глувчето сезне колку што сака многу да чита. Знаете што си мислам? Он си подготви многу книги и сликовници. Мислам дека добро би било и ние да му предложиме по некоја приказна или по некоја нова сликовница што може да ја прочита. Не верувам дека ќе му бидат доволни тие сликовници кои што ги подготви. Ајде сега да се потсетите која беше последната приказна што ја слушнавте, или можеби вие ја разгледавте во некоја сликовница или пак ја прочитавте. Ајде, потсетете се и кажете гласно која беше. Глувчето ќе ве слушне и ќе се потруди кој ќе ги прочита неговите сликовници да ја прочита и вашата. Браво! Довидување, другарчиња! Се надевам дека ви се допадна сликовницата што ја раскажавме денес и секако чувајте се. Бај-бај!